Строга ПСР контрола на границите и карантин за патниците кои доаѓаат од ризичните земји. Само преку вакви мерки ќе може да се спречи потенцијална катастрофа со корона пандемијата во земјава, алармираат докторите. Специјалистот по медицина на труд Илчо Евкоски вели дека секогаш кога мерките за заштита од вируси се намалуваат или укинуваат, се остава простор вирусот да се шири меѓу населението. Опасната делта варијанта е увезена во Македонија, па затоа потребна е строга контрола, особено на патниците кои се враќаат од годишни одмори од земјите во соседството. Лично би вовел задолжителен 7-дневен карантин за сите кои патуваат низ овие земји. ПСР тестот би дал можност да има можност максимум 24 часа, а сите новодиагностицирани би ги секвенционирал во ману, како би можеле навремено да имаме податоци со која варијанта се бориме на терен. Се остават други поголеми дупки во заштитата кои ни носат можност некоја од варијантите да создаде кластери и широка трансмисија во заедницата. Она што не се разбра во земјава е дека економијата зависи од здравјето на луѓето. Доколку немате здравје, вие нема да имате ни економија. Како може да одржувате економија ако немате здрави луѓе? Каде ќе оди овој делта воз кога го пуштаме по истите стари шини, а знаеме дека е побрз и посилен? Прашува доктор Евкоски и алармира дека на есен може да очекуваме уште посилен удар кој може да донесе и поголеми трагедии, бидејќи во однос на мерките за заштита ништо не било променето од лани. За да се поместиме од мртва точка во која сите сме загрозени од патогенот SARS-CoV-2, ние мора да имаме комисија за заразни болести која е стручна по овие прашања. За жал таму комисијата се уште е на едно ниво кое што не може да го даде одговорот кон пандемијата. Вие гледате до сега како таа се справува. Со познавања и мерки како отворен прозор за вентилација од времето на теоријата за мијазма, или од времето на Луј Пастер, ние не може да се бориме и денес. Основа би требало да е изолација на изворот на вирусот, а тоа се луѓето, односно да речеме мерките како маските како заштитна мерка. Во случајот со Делта, особено е препорачан повисок степен на заштита, бидејќи е многу полесно пренослив, кој во маските, например, тоа би значило да е минимум N95 стандард. А во меѓувреме, бројот на заразени драматично расте. Насред лето здравствените билтени бележат троцифрени бројки на новозаболени пациенти. Нешто што не беше случај минатата година во август. Докторите кои година и половина се бореа во првите борбени редови во ковид центрите, веќе на големо се подготвуваат повторно да ги облечат скафандерите, бидејќи стравуваат дека до крајот на месецов Делта сојот повторно ќе ги наполни болниците.